Тутунарите не се задоволни со откупните цени, каде според Министерството за земјоделство просечната откупна цена досега изнесувала 181 денар за килограм, а биле откупени 1,7 милиони килограми. Од новоформираните тутунски здруженија велат дека оваа цена била прениска бидејќи годинава тутунот бил со одличен квалитет. Според сегашните цени по класи, просечната цена не смеела според нив да биде пониска од 220 денари, а според реалните трошоци за живот не смеела да биде пониска од 300 денари. Втора година поред, тутунарите буквално се оставени од страна на државата да бидат плячкани на вака. Тој однос игнорантски од власта доведува во прашање екзистенција на 30.000 семејства, кои што во моментов својата екзистенција исклучиво ја добиваат од производство на тутун. Мислете, ние треба да предаваме кило тутун по цена на една кутија цигари. Апелираме до единствениот во моментов кој фактор, да речем, во откупот, тоа е државниот земјоделски инспекторат, преку своите инспектори да бидат присутни секојдневно на терен, да вршат контрола на откупните пунктови и да придонесат за фер проценка. И од Сојузот на земјоделски здруженија не се задоволни од откупните цени. Тие овие денови остварувале поединечни средби со сите 8 откупувачи, за да се зголеми цената на тутунот. Се надеваат дека договореното ќе бидело и испочитувано. Не можеме да кажеме дека сме задоволни затоа што е прво почеток на откуп, има мали количини превземени, и денеска се отвара и последните ваги. Ќе следиме овие денови да видиме до кај ќе достигне просечната цена, за доколку мислиме дека нема да биде задоволителна. Како што кажав, ние ќе преземиме се што имаме во законот што ни дозволува, ќе преземеме мерки против онаа компанија што нема да се придржува по да цени реално. Откупувачите имаат потпишано договори за откуп на 22 милиони килограми тутун, а тутунарите не очекуваат годинава да има повеќе од 20, така што освен во квалитетниот род, шансата за повисоки цени ја гледаат и во недостигот на тутун.